Gjatë vitit 2021 u shpërsua fushata dezinformuese apo infodemia lidhur me pandeminë e virusit COVID-19 në media sociale, në nivel botror, por edhe në nivel vendor. Vetëm ekipi i platformës për verifikimin e fakteve vërtetmatës.mk demistifikoi mbi 500 përmbajtje të rreshme rreth pandemisë dhe procesit të vaksinimit në gjuhën shqipe dhe maqedonase. Pasojat nga dezinformimi janë të ndryshme, ndërto padyshim që është dhe humbja e jetëve njerëzore. Në Maqedoninë e Veriut, siç tregon doktoresha Aleksandra Georgieva në një intervistë për Portal, mohimi i ekzistencës të pandemisë kishte pasojë drejt për drejt e infodemisë. Kjo bëri që njerëzit të mos paraqiten në spital në fazën e hershme të infektimit me COVID-19 ose të kërkojnë alternativa kuruese pa u konsultuar me mjekët, gjë e cila më pas rezultoi me ngarkesën e kapaciteteve spitalore në vend. Живееме во ера на социјални медиуми, каде достапноста до интернет кон пошироката популација е повисока од било кога. Се разбира, ова доаѓа со одредени ризици и стапици. Една од нив се така наречените фейк ньюс или лажни вести. Последиците од истите ги гледаме во секојдневната пракса, како пациенти кои што се лекуваат врз основа на препораки од интернет без никаква медицинска подкрепа или пак одбиваат вакцинација поради така наречената идеја за чипирање. Светот моментално се бори со две пандемии. Едната пандемија е предизвикана од вирусот на COVID-19, а другата пак е пандемијата на лажни вести. Втората навистина потешка за справување. Вториот аспект е психолошкиот аспект, кој што има негативни последици врз населението, бидејќи во потрагата по сензација, најчесто лажните вести даваат апокалиптични размери на пандемијата со COVID. Dezinformimi ka qenë një sfidë për vetë mjekët, shumë prej të cilëve, edhe pse me njohurinë e duhur mjekësore rreth pandemisë, shpesh u desh ta vendojnë në dyshim profesionalizmin e tyre. Понекогаш лажните вести во една статија се толку добро прикриени, што дури е тешко и за еден здравствен работник да говори дали се вистина или не. Во таков случај, со цел да избегнеме стапицата на фейк ньюс, потребно е да го повараме изворот на информацијата или пак да повараме релевантен извештај за истиот. Проблемот е што најчесто од еден извор излегуваат повеќе контрадикторни информации. На почетокот на пандемијата имаше толку многу вести, што јавноста навистина беше збуната што е вистина, а што не и не знае кому да му веруваат. Накратко кажано, понекогаш помалку вести се добри вести. Mediat të caktuara, të cilat përfitojnë në forma të ndryshme në kuadër të dezinformimit, tani janë orientuar rreth sëmundjes flurona, një sëmundje e cila paraqitet kur një person në të njëjtën kohë është infektuar me COVID-19 dhe grip sezonal. Иако флурона за медиумите представува сензација, во пракса немаме видено потешки компликации кај пациентите од истата. За појаснување, станува збор кога еден пациент истовремено е заразен со COVID-19, во овој случај најверојатно ќе станува збор за варијантата Омикрон, која што има тенденција да стане доминантна варијанта и да истисне варијантата Делта, која што моментално е претежно доминантна кај пациентите, но истовремено е заразен и со сезонскиот грип. Комбинацијата на симптомите е комбинација на симптоми предизвикани од COVID-19, но воедно и оние на сезонски грип како болка во мускули и зглобови, омалаксаност, покачена телесна температура и така натаму. За среќа, нашите болници немаат исполнети капацитети и ние не го осеќаме притисок врз јавното здравје од тој аспект, но се соочуваме со друг проблем во пракса, а тоа е недостатокот на кадар. Најголем дел станува збор за недостаток на лекари и сестри, кои што поради зараза со COVID-19 се во изолација. Дури да станува збор за асимптоматска инфекција, изолацијата е во време траење на околу 10 дена, што во болницата прави огромен проблем. Edhe pse në opinion ditëve të fundit u folë se pandemia është drejt zhdukjes, doktoresha Aleksandra Georgieva thotë se njerëzit duhet të mësohen të jetojnë me praninë e koronavirusit. Sipas të dhënave shkencore, virusi do të zbutet dhe do të ulet incidenca e vdekjeve, por nuk do të zhduket plotësisht. На почетокот на 2022 година, генералниот директор на Светската здравствена организација излезе со една оптимистичка изјава дека очекува крајот на пандемијата со COVID-19 да го видиме оваа година. Се разбира доколку има рационална вакцинација, односно вакцините пристигнат во земјите со ниски приходи, како и оптимизација на епидемиолошките мерки во сите земји
земји кои осеќаат притисок врз здравствените системи поради огромниот број на хоспитализации. Во пракса, никој не може да предвиди кога точно ќе дојде крајот на пандемијата со COVID-19, бидејќи истата зависи од многу варијабли, чија што предикција навистина е невозможна да се каже. Но најверојатно последиците врз здравствениот систем и социјалниот воедно ќе ја надминат должината на време траењето на пандемијата. Според мое лично мислење, земјите не треба да се стремат кон така наречениот COVID-0, бидејќи вирусот е тука да остане и ќе се шири во популацијата уште многу долго по завршувањето на пандемијата. Тоа што е битно е да не предизвикува тешки последици врз здравјето на граѓаните и во крајна линија смрт. Сидоќофт, мјекат бај апел че ситуатата шикоhet ме оптимизм, ве само шпејтери ксееми на нормалитет. Сепак би сакала да погледнеме оптимистички на новата година и да го дочекаме крајот на пандемијата со што би се вратиле во старото нормално и ќе можеме да имаме поинтензивна социјализација со нашите најблиски. Тоа е важен аспект бидејќи луѓето пред се социјални битија, а и во рамките на дефиницијата на Светската здравствена организација, здравје претставува психичка благосостојба и среќа.